pa što se plašiš kad mi gospoda te izlegla? Hajde, bar go gubi me. Povedete, gospodine. O, mašni. O, bonjour, Antoinette. Gospodine? Убавице моја, што бараш ти овде? За овие наредбите во врска со вечерата, ети. Ама немој. А зарем не знаеш дека господјата и господинот излегува? О, да, знам, но... Ајде, бегај марш! Господин? Па вие многу строг маж сте биле? Само така треба со жените, господине докторе. Ако не им наредите, тие на крајот ќе ве суредат. Само што не сум јас со таа сорта. Да. Се гледа. Да, замислете, господине докторе. Да. Ова моје женче е верно како кученце, но љубоморна е како тигар. Постојано се меткани станот и тоа само за да ме шпионира поради втората собарка. Замислете ви се молам. Јас со втората собарка. Глупости. Глупости. Па, драг мој тие, бидејќи господинот директор не е тука, јас ќе те замолам да му го дадеш ова. Кажи му дека го прегледав неговиот клиент. Кажи му дека е во одлична состојба и дека може да го осигури без грижа. Да, секако ќе му кажем на господин. Ма јас знам дека тоа вам ви е седно, но како што знаеме тоа не му е седно на директорот на француската филијала на Boston Life Company. Да, господинот, меѓу нас речено господинот. Да, кажете му дека неговиот Хидалго е во прекрасна состојба, како ли само се викаше, Дон Карлос Хоменидес де Хистангва. Господи Боже, какви се имиња не шетат по земјава. Хистангва, па да, го познавам, неговата жена е токму сега овде. Ја чека господјата во салонот. Ама немојте. Колку е мал светот. Мал е, да. Изутринава го прегледав мажот, а сопругата е во соседната соба. Завчера дури обајцата беа на вечер. Ете, гледате ли? Да, господине докторе, да ве прашам кога веќе се задржавте. Повелете, Етиен, многу ми се допаѓате. Благодарам. Вопшто не сте вообразен. Повелете. Сакам да ве прашам, бидејќи изутринава разговаравме со господјата Со господјата Шандебис? Ама не со господјата, туку со мојата господја. А со жена ви, значи? Да, де господјата жена ви не е баш учтиво. Пардон. Молам. Ништо молам. Господине докторе, Да. кога ви се чини дека нешто постојано ве притиска од двете страни на стомакот? Каде? О, страшно. Да? Да. Тоа мора да е од јајчниците. Од јајцата? Да. Ујаволите, значи од тоа ми е мене. И ќе мора да ги извадите. Пардон? Ќе мора да ги извадите. А, бога ми не. Какви да се мои си? Па јас не ви ги побарав. Кажем ви, драги мој, сигурен сте дека господја Шандебиски се врати? Сосема сигурен, господјо. Господјата дури и специјално ми порача кога дојде господјата... Пардон, името на господјата? Хоменидес де Хистангва? А да, токму така. Не пуштајте ја да си оди, апсолутно треба да ја видам. Да, тоа истото и ми го напиша, затоа и сум зачудена. Во ред, ќе почитам. А да, поведете, седнете и почекајте. Да, токму си разговаравме со господинот. Да, разговаравме за некои работи, овоска со некои други известни работи кои си мислам така. Да, дозволете, доктор Финаш, главниот лекар на Boston Life Company, кој ми кажа дека утринава го прегледувал сопругот на господјата. Навистина? Да, господјо. Имав таа чест да го прегледувам вашиот маж. Маж ми се прегледува? Да. Господе, што се нема да му текне? Знаете што се работи за мала индискреција на сите осигурителни друштва. Ви честитам, господи, имате маж и пол каков темперамент. О, господине, мене најдовте тоа да ми го кажувате? Сепак мислам дека е тоа доста ласкаво. Да, господине, но толку заморно. Да, ништо лесно не се добива. Ми беше драго што се запознавме, драга господјо. Се надевам дека ќе се видиме пак. Поведете, господине. Довидување Тиен, и немој да заборавиш оно што ти реков. Да. Каков тип? 1:07 минути, и тоа за ремонт да значи дека ме очекува нестрпливо. Па најпосле може ли да прошетам? Господи, О, господине. господи, ти видел като ти оноga ти да Boston Company. Но, извинете, не разбирам точно што велите. Ти видел, господи, јас ме прашам дали го подите да го чекате лицо на Boston Company. No, nein.
I am French. Французиш. Францускиня сум, господине. Господјо, што мислите дека јас сум од Зимбабве? Јас само ве праќам дали го можете го сега директорот на водена и компанија, затоа што јас сум неговиот. Да. Господине, ве молам, знаете што, обратете му се на соборот, знаете, јас сум дојдена во визита, ја чекам господја Шандебис, со неј имам рандеву. Се извинувам, господи, че ве праќам дали го можете го сега директор на водена и компанија. Да, господине, да. Да? Да. Па зашто веднаш не ми казавте, господине? Се извинувам, господине. Да. Мојата позиција, господине. Да. Можем Кај ли сте за овој индијанец? Етиен! Етиен! Ме повикавте, господјо? Да, Етиен. Пред малку овде беше еден човек, зборуваше Еден некако чука човек? индијанска, ништо не го разбрав. О, тој е господин Ками. А странец ли е? Не, тој е внук на господинот. Господјата сигурно не можела да го разбере. Па знаете, господјо, тој има говорна мана. Ама немој, Господјата пристигна. Антонета, gospodino predsjedatelj, dobro ste me Raimonda! Лисиена, душичке. Прости, много ми е жал. Оставете не сами. Да. Лисиена, те повикав да дойдеш, зашто се случува нещо много сериозно. Лисиена, маш ми е неверен. О, Виктор Емануил! Да, бедни, ќе го начекам јас него. Како ќе го начекаш, па ти немаш доказ? Не, немам доказ, ама ќе пронајдам доказ. А како? Затоа си ти тука за да ми помогнеш. Јас? Да. Леле, Лисиена, не вели не, ти ми беше најдобрата пријателка во интернатот. Затоа ли ме викна да дојдам? Да, те молам, кажи ми што треба да сторам. Навистина ти благодарам. Откаде јас да знам? Најпрви кој ти види дека е машти неверен, може би е најверен сопруг на светот. Ама не мој, најверен сопруг на светот. А што би рекла ти, Лисиена, кога машти, кој пред тоа бил маж, маш во вистинската смисла на зборот, и Да, кој да. најнаш преку ноќ ништо. Раймонда би рекла, Цврц би рекла уф. И јас така мислам во почетокот. Имене се чиреше издодевна и монотона, таа постојана љубов, тоа вечно внимание. Дури помислила да си најдам љубовник само за да имам за што да се грижам. Љубовник ти? Да, зашто? Ау, серем, јас не би можела да имам љубовник, нели? Раймонда, Веќе го бев и избрала. кој? Господин Ромен Турнел, оној убавиот со кого завчера вечеравме во Палеро Ројал. Браво, браво, Раймонда. Тој е најинтимниот пријател на маш ми. Лично сметаше дека е сосема природно да го изберам него за. Да. Сега кога знам дека Виктор не изневерува, не можам ни да помислам на такво нешто. Раймонда, се ова што ми го раскажа ништо не докажува. Ама како не докажува Лисиена? Еден маж кој со години бил незапирлив како река и кој наеднаш преку ноќ суша. Па реката може да пресуши, но тоа се уште не значи дека се излива надвор од своето корито. Добро Лисиена? Добро. А ова? Што е тоа? Бретели. Да, така им се Знаеш ли стори. чии се овие бретели? Епа на машти Точно. предпоставувам. А сега може да ми објасниш како тоа маж ми утринава да ги прими овие бретели по пошта. По пошта? Па драга моја ќе мора да признаеш ако некој му ги праќа по пошта, очигледно некаде ги заборави. Така. Знаеш каде е тоа некаде? Ајде не плаши ме. Хотел Нежно маче. Нежно маче, што е пак тоа? Колку што кажува името, секако не е пансион. Нежно маче во разголени. Уште едно име кој да кажува многу. А кога би го видела хотелот, драга моја, Како кога би го видела? па ти си го видела. Оттаму доаѓам. И си реков, најумно е да разговарам со газата на хотел. Да. И знаеш што ми рече? Вели, ајде, господјо, кога ние така лесно би ги откривале имињата на сите луѓе што идат кај нас, вие прва никогаш не питаш ли? Па нормално, тоа е суштината на тој занет. Те молам, кажи ми што треба да сторам. Раймонда, како би било да го прашаш машти? Да го прашам маш ми, не помислуваш дека ќе ми излажи. Никој не лажи колку мажам. Освен жената се разбира. Раймонда се сетив. Што тоа? Тој. Што? Постои еден начин со кој што често се тужат в театар. Не е баш најгениално, но за мажи може ли? Може. Ќе земеш добро напарфимисана хартија и ќе му напишеш љубовно писмо на машти. Љубовно писмо на маш ми. Да, како да го пишува некоја друга жена се разбира, во кој што ќе му закажеш состанок. Состанок на мојот Да, маж. на кој што и ќе отидеш. И? Ако дојде машти, се е јасно. Ти благодарам многу. Гениално. Само ќе ми го препознае ракописот. Па ако си ми упишувала секако. Секако дека сум го пишувала, само ти ќе му напишеш. мора да те молам за тоа, да си многу веш. Те сметам за доволно вешта и Што сакате ками? Ништо, само гледам да не дојдам господину Питер. А не се уште не, а зошто го смеам да прашам? Како тоа, господине, па како тоа? А мора сам еден тел купит, ма на
господарка така да го прати. Добро, Ками, мислам дека наскоро ќе дојде. Што ти мисли? Ништо. Ништо. Господи, отидемите пак дојде не текавте пак многу, нели? Да, господине, да се сеќавам на вас. Пред малку си разговарахме. Па, не ти го рече тоа, Алисиена. Вели дека конечно се вратив и се надева дека не си ме чекала долго. И дозволете, господин Камил Шандебис, наша роднина. Господја Карлос Хоменидес де Хистанго. Тангва? Господи, Извинете, господине, што пред малку не ве разбрав, но знаете, малку сум тврда на ушиве. ништо, господи, што мене многу тешко ме разбира, зато имам говор на мана. Да. Рајмонда, те молам, што вели? Вели дека има говор на мана. Навистина, не ми забележа. А откако ми обрнавте внимание, секако. Господи, што сте многу заметите. Да, тут ќе ја додам да ти ја твртам работа. Да, одите тврдите тија работа. Ајде, одите. Маш ми, те молам, оди во моја несовест, чекам што напишем. Ма немој се да тоа кажеш, те молам. Докторот ви наш рече дека пак ќе дојде. Да, господине. Одлично. Турнел, почекаме за момент и веднаш се враќа. Да, дури и Камите очекува како Месија. Еден па ти веќе си била тука. А, тука сум миличок. Го сретнав турнел на скалите, па се качивме заедно. Добар ден, госпоđо, донесов список на нови клиенти што треба да се осигурат. Добар ден, Турнел. Ќе ми го дадеш тоа малку А попа. зашто постојано ги влечеш панталоните, да не ти пречат можеби вртелите, а? Да. Па зреме ги носиш оние што јас ти ги пуштам. Не, да. Да? Па порано не ти пречи, а миличок. Па малку подека сум ги стегнала, знаеш бе што? Тоа е барем лесно, јас ке ти ги лабам. Ќе си ги лабам самиот во канцеларијата. Подписите! Рајмонда Весунов на ческа. О, не, Турнел! Не мислите сигурно дека сега ќе го изверувам машми? Сега кога знам дека тој мене ме изневерува. Но вие ми рековте, вие ми дадовте надеж. Па тие работи се добри кога човек нема што друго да работи. Вие ми рековте. Да, но тогаш не беа претелите, а сега кога се претелите, збогум. Какви претели? Што треба да значи тоа претелите? Кикайте мајка. Што? Кикайте мајка. Ама кога ќе се решите нормално зборувате, ништо не ме разбира. Само тоа господин Торет. Пајте. Чичко ми ве бараше. Па требаше само ми кажете. Ја дојдем тука те мата ми му господин Торет, те титковите марате, а тој мене ми ти извиква. Од тега нема нито пртето да мрднам да тоа. Ти ја појам титковите. Ками, пријателе мој швалери ще старо кајси. Ајде, доктор. Дојди, вао. Дојди да те прашам додека сме сами. Не сме никој да не чуе, не сме никој да не разбере. Кажете ми веднаш да го послушам мој совет. Што е, Ками? Докторе, нито неверојатно. Па дали се договоривме да бидеме конспиративни? Конспиративни. Дали го послушате мојот совет, кажете ми веднаш. Абе, мене малку ми имитирате. Ја правим така. Па добро, Ками, зошто не ме разбирате? Ве прашувам дали го послушавте мојот совет? Кој совет? Дали за хотелот нежното маченце? Па бевте ли таму? Да. Како си помина, Ками? Леле, тоа. Нема ништо да ми криеш, кажи ми како. Како е да блонди. Ето иде на коса. Леле, Ками ти завидува. Абе, докторе, тука била. Епа, Ками, пријателе мој, јас ти го донесов она што ти го ветив, она што ќе ти овозможи да зборуваш нормално, како и сите луѓе. Сребреното непце, Ками,
Како во приказните. Господине доктор, годонето те треба да ти тигате му да слободно да ти дворувам. Мој нормално. Не веднаш. Мора да оседи во раствор од борна киселина. Бог знае низ какви се раце не поминало. Абе, докторе, дото веднак не ми када. Па каде брзате, че ми каже? Моде веднак да го тамам во борна Во раствор од борна дезинфекција. Ме повараш титко ми кажете му дека веднак ти там брата. Веднаш ќе се врати, пријател. Драги докторе, баш добро што ве гледам. Зошто? Повелете седнете. Имате проблем? Имам нешто да ви кажам, знаете. Ајде повелете, кажете. Ве слушам. Представете си, во последно време ми се случува нешто доста чудно, знаете. Не знам, а што тоа? Па ова... Ништо не ве разбирам. Бидете поконкретен. Не ве разбирам, пријател. Како да ви објаснам? Вие знаете дека јас имам извонредна жена, не? Во тоа воопшто не се сомневам. Оттаму произлегува фактот, тоа вам слободно можам да ви го кажам, дека од секоја сум бил примерен маж, знаете. Што е? Па од каде да знам јас? Па кога ви велам? Па не спиете со мене? Ви верувам, а не знам каде води овој вовед. Сте ја гледале ли представата в театар? Имате ли нешто да пријавите? И да и не. Не бев сам во ложата, така да многу работи пропуштив. Да. Сепак сте виделе достатно за да знаете за што се работи. Да подсетете ме. Еден срамежлив младоженец оди на свадбен пат со својата жена. Да. И токму почнува да ги објаснува првите принципи на брачната граматика, кога наеднаш на најважното место од лекцијата наидува цариникот, чие што имате ли нешто да пријавите, грубо го прекинува текот на неговите мисли. Точно, тоа се сеќавам. Након со закутриот срамежлив младоженец од тога што станува обсесија. Секогаш кога ќе посека да го дообјасни она недообјаснето прашање, тој го гледа цариникот и го слуша на него, имате ли нешто да пријавите И што сега? Драги мој, точно тоа ми се случува мене со жена. Како? Така, еден убав ден, подобро да речем една убава ноќ, бев расположен за љубов, Да. и дадов на знаење на госпоđата Шандебис и таа по свој обичај веднаш прифати. Кога одеднаш не знам што можеше да ми се случи. Ви влезе цариникот. Да. А не, но како да влезе, почувствував дека станувам мал, сосема мал, како дете. Бога ми, тоа е тврд орев. Не тврд, кога би можело да се рече тврд. Си реков на крајот на краиштата, денес пораз, утре победа. Нормално, како во војната. Да, само што утрената јас си реков, внимавај да не ти се случи како вчера. Човек треба да биде будала, па да му доаѓаат слични мисли в глава, токму тогаш кога треба да не е сигурен. Нормално толку требаше загриженоста на опати. Тапа. Кутриот Шандебис. О, да, кутриот Шандебис, бидејќи од тогаш е дека се готово, повеќе не се ни осмелувам да си речем дали вечерва ке. Јас си велам вечерва не ке и така и се случува. Без грижа, пријателе мој. Доста често со нас мажите се случува И со вас? Да, ова што ми го раскажавте мене. Вие сте жртва на еден феномен што се вика автосугестија. Како? Автосугестија. Се тоа што ми го раскажавте мене, требаше прво да го раскажете на вашата сопруга. Да. Таа најверојатно ќе се насмееше, после тоа ќе се насмеевте вие. Загриженоста ќе исчезнеше за да ја остапи место на заедничката емоција и се понатаму ќе одеше како подмачкан. Апсолутно. Може би имате право, знаете. Па како не? И најпосле малку спорт, малку физкултура, па многу пушите, многу работите, многу сте в канцеларија. Веќе сте почели да добивате грба, пријателе мои. Да. Вие најверојатно не сте ги ни ставили американските бретели кои ви ги дадов минатиот пат. О, да. И за да се натерам да ги носам, сите мои стари ги разделив. Внук нека ми ги наследи, овие се навистина грби, ортопедски, стега. Ма никој не веде да воли. Ајде се облечете се на брзина да ве предам. Како да се соблечам овде? Да, дека сме сами да го искористиме моментот. Ајде, облечете се. Добро. Да. Добро. Така. Да видиме.
жена ми? Да. Доаѓам веќе по втор пат. Лек пред малку се видов со жена, вика кој со господин. Одлично, значи нема потреба да ве запознавам. Нема потреба. Не мислите ли дека мојата жена во последно време е малку повеќе нервозна од што Не треба? знам, не сум забележала. Не. Оли Сиена, душичке, дојде Да. најпосле. Готово е го носат. Писмо лично за господинот. За мене? Дозволувате, не? Само повелете, миличок. Не ни требате повеќе, Етиен. Зар е возможно? А што тоа, миличок? Да не е некоја лоша вест, Во врска со некој осигурување. Празно писмо. Тогаш се е вред, не ви? Вистина дојди се е јасно. Докторе. Довидување, господин. Господине. Довидување. Драги мои, никогаш не ке погодите што добив. Во што е работата, пријатели? Пријателе, дайте ми ги тие потписи. Морам да... Добар ден, господин. Добар ден, Пријателе, момци, Да? држете се добро, Добро, да. напите се вода. Само што е работата, пријателе? Некоја жена се заљубила во мене. Во тебе. У вас. Па во мене, што смешно ви е? Забавно ни е. Еве, слушајте. Јас сум она што не го симна погледот од вас средата вечер во Пале Ројал. Од тебе. Од вас. Таа не го симнала погледот од мене. Добар виц. Вие седевте во една ложа со жена ви и еден друг човек. Друг човек. Кажете. Јасно е. Да, бе, тоа си ти, бе, друг човек. Некој близко до мене го спомна вашето име и така дознав кој сте. Готова сум да сторам лудост. Сакате ли да ја сториме заедно? Многу интересно. Кутрата Малескова добро заглавила, афинаш. А зошто мислите, пријателе? И па како зашто, оно што ви го реков пред малку, тоа... Бога ми заглавила. Да одиме пат. Ке ве чекам утре во 5 часот во хотелот Нежното Маченце. Опа, ова знае што се кажа. Да. Пријатели, ова плачел. Невозможно. Еве, гледајте, зошто додека го пишувам писмово, не можам да ги задржам солзите. Направете да станат солзи на среќа, а не на очај. Кутрото малечко срце, гледате цела поплава. Да, што ли става во солзите да мирисаат вака, докторе? Па видите, господине Турнел, и солзите имаат своји тајни, треба да ги почитуваме и... Да, вие само подбивајте се, да. И така, пријатели, додека ние обајцата седевме во ложата без ни најмалку да се посомневаме, некоја жена ме голтала со поглед. Ама сум будала над будалите. Па да. Па таа не ме голтала мене, туку тебе. Мене. До тебе се разбира. Некој го спомнал моето име покажувајќи кон ложата каде што седевме ние обајцата, таа нормално гледала во тебе. Па нормално. Па нормално. А најпосле тебе ти е тоа замет. Шловер. Кој свар? Зошто? Тоа ви има жени што се самоубиле поради тебе, точно или не, а? Точно, има. Една. И? Но и таа е жива и здрава. Ајде, писмо е на моје име, но без сомнение ти е упатено тебе, бидејќи е за тебе ти ќе одиш. Не доаѓе. Но како прво вечера сум зафатен, му даваме банкет на нашиот генерален директор од Америка. А, добро. Не, што ке ти? Достатно е да појдеш во Нежното Маченце и да ја побараш собота што јас ке резервирам на моје име Турнел, па свати. Вакви писма не се добиваат често. Ке го ставам во мојата колекција. Како прво. Докторе, дојдете да ме прегледате во канцеларијата. Веднаш, пријателе мој. Епа, драг мој Турнел, не е за кого е речено, туку за кого е подпечено. Да. Хвалива жена што се влюбила во мене. О, господинот Чанди Бис не е тука? Не, отиде со господинот доктор, ако сака да веднаш ќе го појде. А не, пречете му, ако го видите скоро, речете му дека излегувам со господја да ги стангва.
Ако се задржам вечерва, нека не се тревожи, може би ќе вечерам се на своја пријател. Одлично, мислам дека и тој не ќе се вратира. А зошто ако се смеам да прашам? Мислам дека рече дека ќе вечера со своите пријатели од Америка. Па тоа не е точно. Вечерата е утре, ја видов поканата. Тоа бе сигурно ги измешал датумите од Америка. Не, тоа е само алиби, што ќе му овозможи вечерва кога ќе дојде доцна да каже дека ги избркал датумите. Јасна ми е и вашата игра. Ама ви уверувам искрено ви зборувам, па мене барем нема зошто ми ги замачка. А мене има зошто да ми ги мачка очите. Ама нели? ви ставате в уста работи што не Ајде, сум ги рекол. Тунел, сега кога знаете дека нема на што да се надевате, мислам дека е доста лукаво да ме убедувате дека е најверен сопруг на светот. Но ви уверувам дека е вистина, до имонда. Толку полошо, исто како да не спол. Имонда? Доста! Доста, мене да ми кажу доста. Слушай ти! Доста! Вол, никто не му рекол ја. Одвај успеав да дикнам горната кетерија така да ga внимајте и не. Señor Don Carlos Homenides de Istangua. Mi respeto. El señor Sandevisto está aquí. Perdón, я пострафам. Sí, господин Сандебис не тука. Титко ми, па така кажете на ти. Титко ми е тапате нето тоа твојот лекар. Елам титко ми е тапате тоа твојот лекар. Bueno. Не bueno, титко ми. Абе, bueno. Абе, тоа bueno, титко ми, велам, титко ми. Верете го, пријател, оно што ви го реков и секој биде во совршено. Драги пријател. Тоа bueno, бе, тоа bueno. Драги мои, како сте? Bueno. А доктор Здравје како? Здравје, многу добро, како сте вие? Bueno. Баш ми е драго што се видовме пак. Сега морам додам. О, се молјам, Асталовис. Астала виста, пријателе мои. А за тие што гледат во нежното маченце, добар пробав. Идиот, да ти ме кажува дека ќе одам во летното Сандебис. Касете ми. Сена ми тука. О, да, секако со мојата жена. Еј, така и препоставува прочен, таа ми рекла дека дојде напред. Дојде напред. Најпосле дојде ли? Дека ќе дојде пред вас. Исто вие? Одлично, одлично. Сакате ли да ја повеќе? Не, видам попосле. Сандебис било 3 на вас е препријатие, видел тој вас доктор. Одлично, и тој ми каже. Вистина? Да. Ми даду уrinирам. Оринар, пердон, мочам. Одлично, одлично. Поркесо, Што порке? со што даде мочам. Па до Бога, за да знаеме дали сте во состојба да бидете осигурени. Јо? Да. А што му гриса? Не се осигурам јас сенаме. Па вие не ми рековте. Како не реков? Јас реков, барам едно прашање пара кого, а вие не одговорите за кого. Па ништо, тоа е едно мало недоразбирање кое што може лесно да се исправи. Bueno. Нема ништо да ве чини. Bueno. Господјата треба само да дојде во компанијава и да донесе И ке? моето... И што дадат право мисто сто и јас? Да. Но quiero. Чекайте, господи. No permito de ninguna manera, no quiero. Чекайте. Јас тоа нема, тоа солам не сакам. Ама морате, такви се правилата, знаете. Ами го правила јас крсам. Јас мочев се неја. Па не може така. Не може. Па не. Bueno, таа нема се осигури, тоа се. Чекайте, зелен сте толку љубоморен, не? Не те љубомора, јас мислам дека е инфериорно достоинство. Ја се носа. Ја не носам, ја се до љубомора, слушаш? Предрасуди, да. Сигурен сте во верноста на господјата ке станува, не? Јас знам дека таа знае дека бил страсен, терибај, крса многа, крс. Гледате стихугете? Ова играчка. Не играйте се со тоа, моля. И нема опасност, сакочи. Па добро, зашто не ми кажете дека... Само ако патил со некој сењор. Тој сењор добил куршом во грбот, што му излегол во енгрб. А што, нему низ грб? Но! А ега! На неј се.
затоа што предпоставувате дека таа... Ке ја лосупом? Ама чекајте, не реком... Што јас препоставам? Ама јас не реком ништо, господин. Јас не ја предупредил прва брачна ноќ. Прекрасна изјава, господин. Таа нема мене притиси. Одлично, господин. Но одлично. тендра корахи. Прекрасно. Нема има крава. Ви се брза, ви се... Ајде. Кие на ја? Кие сте, сеньор? Турнел, мој пријател кој е истовремено книговодител во компанија. А, бе. Прекрасно момче, само има една голема мана. Страшен швалер. Токму сега брза, зашто една жена го чека. Иво еспера. Кога велам, го чека. Може би се однесува на мене, знаете, затоа што тоа писмо ми беше испратено мене. Есверда? Молам? Мислам вистина. Па вистина. Којата се? Па не знам, писмото не е подпишено. Комоло сане. Што комоло сане? Пердон, како било? Па пред се по тонот, по стилот, проституциите се по-директни, по-дискретни. Значи тука крие сага. Ако намине жената ми венова, се крите. Многу смешно. Мен ти виер. Еле овде. Карамба. Што? Иха те перала пута кела парио. Што велите, господин? Керка кучка стоја роди. Но ништо не ве разбирам, господин. Рачнописот на сена ми, сеньор. Што рековте? Рачнописот на сена ми, сеньор. Торо! Карамба! Иха те перала... Кучка своја роди ми се... Но ти добре! Имат бирато! Симпансо! Добре ми се рабле, вагабундо. Јерка кучка. Добре! Чекайте, бе! Дај ми мене булдог! О, тој има и куче. Не куче, пистола са киеста. Чекайте, господин. А сеньора тебе писува јубрено. Ама чекайте. А? Може би не е вашата жена? Па, сите жени денес имат ист рак од пизда. Да, чекај видам. Ма немој јас поставам. Па не, после што? Не одам јас тако турнел. Кој? Турнел? Чекај малку. Човек што бил тука малку уја. Да, тој. Бојно јас го. Чекайте. Кога уште ништо не сторил, јас ки го предупредам, тој нема да појде. Ми сабренам јубре, седи тука, јас сака сврси работа, има аргумент убија. На подобро да не. Слушам глас, се на ми ти прески. Јубре, јас сам ми го пердубијам како куче јубре. Пријатно. Рапидо. Брго ли плюка јубре? Ми се рабле. Бага. О, тука сте, пријател. Си, а ки е стај? Добар ден, господин Дехистанова. Добар ден, господја, како сте, добар сте? Добро, благодарам. И масот? Машот? Добар е добар. И лос нињос? Пардон? Мислам деца. Деца? Немам деца. А? Стета. Буеното остане се идни пат. Јас излегувам со Рајмонда, не ви требам. Оја се одите само од... Па не. Тогаш, енпал се састала виста. То се састала вистаце. Догледај ми, господин Дехистанова. Аста ла виста. Пердон, догледај ги, господи. Ке ти едес, querido mío? Nada, ¿Qué te pasa? nada. ¿Por qué me pones una cara así? Te aseguro que no me pasa nada. Oh, Jesús, qué carácter insoportable tienes. Entonces, hasta la vista. Sin vergüenza la cara. Siz dusum. Usto stavili внатре сто солено како мочка. Кому будина гинарке би му херцу ми јасто на вака.
Немај питате, Васе, сега е нате. Се ми тук, да. Quando potevi macchinarti il mucchietto via sollevante? Ај ти го да разбери. Не може човек ни зборче да разбере од она што го кажува. Тие не така, ти не домислиш. Ками, ajde подготви се, Ками те чека. Антуанета. Антуанета. Повелете, господине. Добравите там горе, господине. Ја довршам собата, господине. Добро, господице, само малку побрзо. Господине. Жени! Да, господине. Дојдете мамо веднаш. Веднаш, господине. Значи, за вас е ова наместена соба, така ли? Овој кревет? Ова е наместен кревет? Изгледа како во него ќе да спијаме тој. И нешто повеќе, господине. Тоа не е правда, господица, ќе речеш веднаш дека сметате мојава куќа се свикана, така ли? Не, господица, вие многу добро знаете дека ова е луксузна куќа за пример каде што доаѓаат само жените луѓе. Да, доаѓаат само не заедно. Што ви вам грижа за тоа? Додека повеќе секој си е женет сам за себе. Ајде наместете го тој кревет и тоа малку поврг. Јасно? Јасно, господине. Господица, сега си позволила да ја подценува мојата клиентела. Штета што не била малку под мене во полкот. Би ми трчкала, тогаш би и покажал јасне си угло. Само да беше малку кај мене. Еве ти тебе! Од кај ли само доаѓаш, а од кај винарот се знае. Сатот е 5. Зошто не си в кревет како што би требало? Најпосле сакаш ли ти да работиш или не? Води тогаш да легнеш. Навистина еве ти човек кој не е за ништо, кој за среќа има реума, несомнено поради што го примив на работа. Зошто? И самиот се прави. Избор! А, тие меани! Тоа се дуќани што би требало да се затворат во име на јавниот морал. А, ако некој те бараше во моје име, да играш престо мене, а што ќе правиш, ќе требаше јас да те заменам. Некој фладрак. Доста! Зади се муцка да човек не може од тебе до збор да дојде. Така ти е тоа со фамилијата. Човек се прави за него, тој ништо и никому не должи. Јас само сакам да кажам. Доста реков! Доста реков! Пардон, повелете. Nobody call for me. Дамо? Nobody call for me. Oh, Bibi. Be so kind to ask if anybody called for me. Oh, no. No, okay. You know, the next time if anybody called for me, you shall tell me, okay? Okay. Okay, you better not for me. Што ти рече? Што ме праша дали некој го бара. Навистина не објаснива таа негова манија да зборува англиски, како јас да не зборувам француски, па ќе Но тој некој не е нашиот јазик, господине. Да, но тоа не е причина јас да го знам некој. Nobody go for me! Утриот човек, еве веќе треспат како даното што ја бара го извисува. Та јасно дека ќе го изгледа ако е таков изложените видео како ве за никад. Готова ли е собата? Да, на крето кришната готове. Да, јасно ми е, може секојаш да се намести кога човек сака, не? Да, бе, веќе треба секогаш да се мести повтор патот кога што. Добро, одете, во слободно од вашето длабоко и спешно размислување, одете. Жени! Да, господине. Еве еден куп чарчаф и ќе ги однесете во перална. Јас? А нормално не е јас? Вред, господине. О, како магарички заме. Жени! Да, господине. Да не заборавам, не издавајте оваа соба, резервирана. О, а од кога смеам да прашам? Од господин Шандебис, еве што вели телеграмата, резервирајте ми од 5 часот натаму истата соба како и минатиот пат. Според тоа таа што имаше минатиот пат е ова, јасно? Јасно, господине. Сега да цирнеме за проверка. Така се во ред, сега да видам дали мојот кретенски брат учете на своето место. Не овде, добро. Јас сум своето на... Тоа сум јас. Слушај, иди верен и немој премногу да пиеш, јасно? Јасно. Ајде, чисти се. Добро е, во ред е, така. Жени! Да. Жени! Да, господине, повелете, господине. Каде е Пош? Пош, визба ги реди дрвата, господине. Визба. Па ти си полавел. Најпосле заради ти реков дека тој има само една мана да се опива, ти ми го праќаш визба. Но виното е заклучено. Одете! Било како било, тој слуга како што сакам јас. Но некако овие денешни на кои мораш да изборуваш со половина уста. Затоа не се поколеба кога го примив на работа. Шефе!
Толку зборуваме за волкот. Што е, Пош? Што е? Што? Те грама. Ајде, дај. Ајде. Од Шандебис. Од кога? Шандебис. Господи, ама грдо живот. Веќе престанеш да се врташ околу мене. Викни ме, жени. Пош. Телеграма од Шандебис. Задржете добра соба за мене и Овој на вистина држи до тоа. и воведете го во неа секој оној што ќе го спомне моето име. Boss! Да, бо, повелете во. Nobody go for me. Ајде се. Listen to me. That's the second time I ask if anybody call for me. You know the next time I'm going to take my gun and I'm going to kill you, bloody bastard. You know that? Oh no! When the saints go marching in. Go marching in. Go marching in. I'm waiting in that number. Oh, when the saints go. Oh yeah! Yeah! That's right, yeah! А ја, јајца барам. Okay! Јајца. Yes! Ја, две јајца на ово. Сладоке. Сладок е, ама има обичај да излегува како страшило од кутија. Те молам побрзај се јајцата. Бонжур, бон колонел! О, господин докторе, добар ден. Добар ден, дали некој ме бараше? Уште не, господин доктор. Уште подобро. Господин докторот е во добра состојба. А во што во добра, во одлична состојба, во мала заедница. Опа, па да има повеќе од месец како не сте. Шетна палко лево десно одбор, знаете како. Не чини човек да е неверен, господин доктор. Со истата. Ама не зборувам за дамата, господин доктор, е туку за нас, за куќева. Така? Ами како, ако човек е верен во љубовта, тогаш јас да си го затварам дуќанот? Имате право. Кажете ми, полковнику мој, зашто сега во вашиот хотел се влегува како во шума? Како му? Па него видов портирот. А, мислите Пош? Не Пош, него видов Гаврило. Убавиот Гаврило, нешто личеше на мене. О, па да, јасно, не знаете, после толку време. Го отпуштивме Гаврило. Навистина? Да. Штета, беше толку декоративен. Да, дури премногу, знаете, беше премногу убав, а ние сме честна фирма, господин. Да. Кажете ми сега, Да. петката дали ми е слободна? За жал не е, господин. Но и десетката има ист распоред како и петката се наоѓа точно напред. Може? Нека ви. Нека биде. Ечени! Да, господине. Снемете десетката веднаш. Веднаш, господине. Десетката. Господине. Да. Ежени, ако може побрзо. Господине. Господин доктор, размислував околу она што ми предложивте еднаш околу осигурувањето. Знаете, јас веќе имам 40 и некоја, па би сакал Кој би рекол? Кај мене нема проблем. Кај мене ете секој предпладне. Па меѓу 10 и 11 часот кај директорот на француската филијала на Boston Life Company will record them on certificate. Булевар можем ли да А кого да го побарам, господин? Ќе го побарате директорот, јас лично ќе го известам. Благодарам на служноста. Ако сака, господине доктор, да дојде да ја види собата. А нормално е жени дека сака, како прашање. Јас ќе си легнам сега, ќе се подготвам, ако некој ме бара, веднаш известете ме. Повелете. Во меѓувреме донесете малку чај. Докторе, повелете. Благодарам. Користете ги нашите услуги. Докторот е во добра состојба. Excuse me. Hey. Nobody call for me. Hey, a girl. I'm waiting on a girl. You know what is a girl? Look, a girl. Доста бети. No, it's not Betty, it's another girl. Доста бети. That I want to tell you, it's not Betty. Дай гледаш! Не гледаш со кокорини очи. Но нема да ми биде жал да го искористам твоето незнање на нашиот јазик, за да ти го речам она што го мислам. А мислам, оди ме ту, доста бети! That I want to tell you, it's not Betty, it's another girl. Wait a minute. I don't know. Oh, I'm gonna see now. Maybe she's Talia maybe Barat. she's not, maybe she. We shall see now. Well, it been all this morning I was waiting for you. се извинувам. Момент. Nobody go for me! Ви се молам,
Не обрнувате внимание, тоа ви е еден мрднат американец, Јенки, Нема Јенки. да стасува дрскост, не? Да, да. Excuse me, lady. Would you be so kind to excuse me, please? What? Excuse me, lady. Would you be so kind to excuse me, please? Of course. Oh, thank you. Си извинувам. Повелете, мадам. Ве молам, собата резервирана на име на господин Шандебис. Да, молам, повелете. Благодарам. Ваму? Ваму? Да. А не горе. Не. Уште никој не дошол да ја побере собата, нели? Не. О! Ако не се лажам, господјава веќе беше изутринава кајка. Сега Како? господја Полосеа сум знае дека мојата дискретност ќе придонесе, ако дојде до тоа господјата се брои во моите клиники, меѓутоа навистина не очекував тоа да се случи толку брзо. Како ви е тој начин, господине? Не ви дозволувам да се претпоставувате. Се извинувам. Ако господјата се достоеве собата, господјата гледа дека е мощно добра. Креветот, господјо. И онека немам потреба од него. О, ова ти е некоја перверзна. Добро, тоалетот, студена вода, ладна вода, туш, када, топла, да Добро, немам намера да се вселам овде, господин. И на крај што е многу битно да се знае, и обрнувам внимание на господјата дека во случај на флагрантен деликт од секоја страна на креветот имаме по едно копче. Ај ќе проверам самата, сега ќе ве молам да ме оставите. Ваш слуга, довидување. Довидување. Многу сте ни драга, господи. И вие мене. Ама љубовница, начак баба. Ој човек нема ни малку обзир. Хош! шефе! И го свршиш ли прво тоа влечкање дрва? Уште еден товар, шефе! А потоа ќе ми стори задоволство да се облечеш ли вреата. Не е таму местото. Време е попретите се доаѓат и време да се облечеш. Ајде. Чекај! Некој звук. Леле, 3 пат. Тоа американецот оди ги што бар. Ајде побрзо! Еве, шефе. О, Добар ден, лете. Добар ден. Собата за господин Шандебис. Дам. Ако не се лажам, вие не сте господин Шандебис. Безумно нема врска, јас го заменувам во некои работи. Впрочем и телеграмата вели да го воведам секој оној што ќе го спомне неговото име. Па според тоа дамата е тука, господин. А убава ли? Па, господинот сака да знае што мислам јас? Да. Па мислам, ако му се допаѓа на господинот, добре. Знаете, јас всушност не ја познавам ако е некоја стара турпија. А не, смирете се. Изгледа дека карактерот не е баш најдобар, овака добра е. Па добро, и онака не сум овде заради карактерот. Предпоставував, слични сте на мене, повеле. Разбирам, шефе! Ништо не го разбрав што рече. Тој ми бара еден небоде колне, оти знам што значи тоа. Ај, ке му тупнам вермут, па нека крши глава. Изгледа нема никој, повелете. Јас ќе погледам вам. Кој? Господинот на господјата е тука. Една доаѓа. Господјата е тука, господин. Да, благодарам, да. Многу среќа, господине. Благодарам. Убаво, вкусно наместено, а има и звонче, па ако на човек му е здодевно, може да си звони. Да видим како да се појавиме на оригинален начин. Мака може да биде смешно. Ке ти дарам јас тебе куку. Ау, не бил тој. Рајмонда, вие овде како пријатно изненадуваш. А од каде вие тука, Корнел? Една љубовна врска, знаете, една жена ме виде в театар, ми напиша писмо, чувствителен Театар ти? сум. Не, може. Таа жена не ми интересира додека вие, Рајмонда, мојот сон се стварува. Ама не, Корнел, пуштете ме, па тоа писмо е за маш ми од мене. Како вие му пишувате љубовни писма на вашиот маж? Да, сакам да видам дали ми е неверен.
А знаете ли што рече кога го видел на писмо? А што рече Турнел? Рече, што бара од мене оваа жена, зар не знае дека не ја изневерувам жена? Тој? Да. Тој го рече тоа? Да. Како сум среќна, Турнел! Ете, гледате дека немате право да не го О, изневерувате. кутриот мој, мил те молам за прошка. Ао, не, Турнел, пуштете ме да се созема малку од мојата возбуда. Да искористиме додека уште свежа. Ама не, Турнел, пуштете ме, за каква ме сметате вие? А вие ми рековте, вие ми дадовте надеж. Дека би била ваша љубовница, но не и да спијам со вас. Па тога што? Па флерт, да разговараме, држејќи се за раци, гледајќи се во очи. Еве ви го давам најдобриот дел од себе си. А кој бил? Главата и срцето. Многу убави работи ми нудите, а не. Не, мислим дека ќе станам будалина, само ли да не. Раймонда! Ама што? Ау, баш! Wait a minute, baby! Покраде тој сега. Батистен! Абе, Батистен! Абе, кај го стај вермутот што ти го дадов вчера? А вермутот што ја сина мисля дека се најга долу подумно тоа шкафче под дрвата тука. Добро, ајде, бегај. Немој пази, немој цело да го... Вие сте грешна, господине, и не можете да ви... Турнел! 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 Раймонда! Отписте го, ајде, може! Раймонда! Турнел! Турнел! I'm gonna take you in my arms. Wait, hey, it's okay. Huh? Okay, thank you. Thank you. Турнел! Турнел, маш ми е во хотел. Шо да бис? Виктор Емануел, преправен во слуга. Невозможно. Како и зошто не знам и самата. Но едно е сигурно, за да ни фати... Ау! Ама што правите вие овде, Ај човек? се да не иде пликата со овие сваталото. Дайте тоа. Ова е премногу да се донесе и публика. Молам, па каков е тој начин? Добре, што требава да значи овде? Готово. Пријателе, не верувај на ова што го гледаш. Не осудувај не пред да не изслушаш, те молам. Ние сме невини, јас сум невин. Немавме намера да се сретнеме ниту тој, ниту јас. Така е. Што има јас со тоа? Сето ова е поради писмото. Да, нели? поради писмото. Какво писмо? Јас ти го напишав писмото, зашто мислев дека ме изневеруваш, миличе. Ау! Госпоđo, А мислев дека си ми неверен. јас не... Да! Јас вас ви изневерувам. Да! Што им е на овие шутраци? Па Викторе, немој така, не си ми се тоа ме боли. Ја боли, а? Да. Речи дека ми веруваш, те молам. Добре, верувам. А сега, како однесам вермута, па брај 4. Викторе, што ти е тебе? Ама, пријателе, во вака важен момент вие говорите за верот. Ама се мора четворката чекаме. Oh, no! Викторе, натепај ме. Утепај ме. Изтепај ме. Порно се до татко хубаво ужасен мир, те молам, Викторе. Пријателе, еве натепај ми и мене. Ајде сега убава работа. Госпоđo, јас ме уверувам дека јас не сум то... Што? Гледаш? Што? Гледаш? Што? Не ми велиш веќе ти. Речи ми ти. Добре, ти! Ти благодарам, а сега, ајде бакни ми да се сврши сето. Ајде, миличе, те молам. Имам некаква жа, господине. Ајде сега бакни ми и мене и готово. Ајде таму убава работа се. Ама како е ова подигрување? Маш ли си ми или не си ми маш? Ама не! Јас сум слуга во хотелов. Виктор поулавел Турнел. Чекајте, ова е некој недоразбирање како... Прво, јас се викам Пош. Пош? Па Пош. Ако не ме верувате мене,
Прашајте го Батистен. Батистен? Кој Батист? Овој господин, тој работи оде хонорар, знаете. Батистен! Батистен! Кажи, Батистен, кој сум јас? Ти се мрдал од луде. Не чекай, не за мене, туку за господјава и за... Точно, тоа е за мене и за господјава и ќе ве молам да ми кажете кој е господинот. За господините, господин Пош, Гледате ли, ајде, да... Да ми кажете кој е господинот. Па, кој е господин, да? Пошовте и со шише, брат. Јаста, ова е за... Дојде веднаш од вода, тука ти ја ничеш што ти дадам. Гледате ли, Се извинувам, господине, тоа беше нашиот хотелски слуга, алкохоличар. Се извинувам, ќе следам. Слуга. Алкохолич. О, но! Виктор Емануел, дури да се преправа, не би одел дотаму да му дозволи на газда да го тепа по грбот. Донесете ми чаша вода, Турнел ми се исуши грлото. Вода? Вода. Турнел во собата. Бош. Вода. Бош. вода. Да. Вода. Вода, да. Да, вода. Не. Додајте ми од цепаничкова и... На драго срце, Бош. Немате постојано да ми здодевате, Бош. Соба. Виктор Емануел! Виктор Емануел, Ками! Антуанета! Драга моја пријателка, дали ви е подобро? О, не! Се чувствам слабо, не бъде ке се Немајте, не молам да правите ми го тоа, седнете. Ау! Ама што правите ви овде? Имате почитување према на глаке. Тргајте ми се. Raimonda i Strino ne go očekува од вас. А не, тоа е овој зборува. Антуанета! Антуанета! You know bloody bastard the next time when you come in my room. I'm gonna take my gun and I'm gonna kill you. You know that? Ками, објасни му на господинот. The next time. Објасни му на господинот. I'm gonna kiss you, baby. I'm gonna kiss you, baby. Ало, портир! Портир! Ја волите како хотел нема ни портир ни... Ја волите столи ова некако сребро. Кој ли го оставил овде? Ало, портир! Колку барате, господине? О, господице, најнапред еве еден предмет чија намена не ми е најасна и што сега го најдов. Еве овде. Види? Сребро. Да, сребро. Треба да е некој стар накид. Да, накид. Сигурно некој од клиентите го загубил. Да, го загубил, да. Ке го однесам в канцеларија, Да, господине. однесете. Најнапред кажете ми дали дојде една дама да побара собата на господин Шандебис. Да, господине. Каде е таа дама би се мога? О, господине, Своето нипче. да ви го кажам, знаете. Ова красивиот маж може секој момент да...
Неговиот маж може секој момент да најде. Морам да предупредам. Појде. Господине, no. Каде е таа дама, ви се молам? Во тој случај, господине, ја видов како влегува таму горе. А да, таму горе, маче мој, таму горе, да. Нема толку да си внатре. Извинувам, господи, жена ми внатре. What are you doing this morning? Жена ми внатре. Normally you have to knock on my door. Wait a minute, you just... Oh, say it. Господи, наш! Oni Yamasuki? Oh. Aiskawaya. Kawasuki. What's going on? Жена ми. I beg your pardon, what's going on? Жена ми. Hey, wait. Жена ми беше по дјаволите. My chance, Karen. Come on, sugar. По дјаволите. Ова е веќе премногу. Ме набиваат рогови, изгора ме тепаат. А тао роспија. Да, никаквица, само ако е фата. О, роспио. Никаквице. Пардон, мамете ми се отпад. Господине, вие овде и со јаже врак. Зашто пак не со јаже, а? Зошто да не? Знаете, господине, рогат сум, господине. Ајде! Да, овде од еден американец. Од оној не буде клуб. Не знам дали боде, но добро клоца. Господинот ќе ми дозволи да стигнам никаквицата, да зграбчам рогови, господине. Можете стигнете, зграбчете ја за роговите. Ви благодарам, господине, да. Да, ви благодарам. Славира си, денес. Сите како да имат болни во ушите. Каже, не! Како барате, господјо? Господице, ве човек кој што пред малку ќе ме кутнеше на скалите, не беше ли тоа собрат на господин Шандебис? Сосема можно, господјо, бидејќи ја бараше собата резервирана на тоа име. Се што знаме дека се работи за наполно нејасна работа. Тој беше дошол да предупреди една дама дека мажот и дозна се дека треба да бега. А кога се најде очи во очи со неа, испадна дека е тоа неговата собствена жена. Молам, кој е собата на господин Шандебис? О, господи, тоа не би можела да ви покажам, знаете. Ве молам. Повелете. О, да, наредено ми да дадам собата секому кој ќе ја побара. Повелете, господи. Благодарам. Каде ли тук ти го изгубил това проклето не? Не можам да ти го дай. Ало? Ето е. Будење. Ама зашто не одговарате? Па ти го изгубив немцето, како да јаште. Јас сум Лисиена, одговорете. Ја ту ли ти е на дотамок? Нема никого. Па како Раимонда ми рече ќе го уловам машми меѓу 5 и 5 и 10. Значи дојди во 5 и пол, се ќе биде готов. Па зар е можно да не ме се чекала? Да проверам и овде. Да, ти и титкови дотол во едното маке. Цела фамилија тука е тука. Нема никого, уште подобро, можем и да се запнем. Ало, има ли не? Господине, се извинувам, дали може да... Вие најпосле ве најдов. Го видовте ли Етиен мојот слуга? Не, зашто? Затоа што ви го испратив, не може... Што е што се случило? Утро, тете, да се заљубите во мене, а? Што? Ајде, се знам. А зашто не го подпишавте писмото? Кое писмо? Па она со кое што ми закажавте состанок овде. Па откаде знаете дека јас сум го напишала тоа Затоа писмо? што јас се те гледате не знаејќи му го покажав писмото на вашиот маж. Што? И тој е способен да не уби... Каде? А еве го трча. Па да бегаме! Жени!
ženi! Odite, otvorite pa volite, gledate дека некој тропа по това. Хайде, побрзо, затвори ме паќа. Батистен! Lei Rodi! Ehi, è il torneo di una sera con preve, Cecilia, mi mujer, sera! Ole! Arrancatevi se no su pistoli bra! Što saka ti jubre, eno što saka, stop! Samo ako fatam. Jaz ki ubijam na 20, a vi je slikaj se sa pasoš s Albanije. Ženi! 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 Viš polkovni gospodine. Barate li neko gospodine? Barate li neko? Dozvolite da mi povedete. Dozvolite. Malko levo, desno. Ete. Gospode Bože, kako bludak. Vaka malečku. Boš! Molam. Đubre! Gospodine, Svinjo! ja sam gospodin Šandebis, direktor na Bosna Life Company. Milo mi je. Aleksandar Makedonski. Ave, sobre, kuvajte! Sobre, kuvaj li vrata! Dobre, kuvaj li vrata! Zašto? Mi ti kažem jeste me to, ajde! Dobro. Dobre, kuvaj se vednaš. Ovo je lud, kompletno lud. Što? Ne. I vednaš pa tvojata duka pjeničiće. Gospodine, gospođa ima nerve napad. Ja si imam 3 brž. Gospodine, gospođa ima nerve napad. Pa mi te go doktor Finaš pa djevolite. Ajde pobrzo. Doktor Finaš! Lele. Kaj go najdu po ovoj budala kaj go zapusti. Batisten. Slučaj Batisten. Što praviš po djevolite? Lele na sekoj način zabušavate. Ženi! Ženi! Srebrna stanica, Figaro dlamo, nema čovjek, ni. Pa dobro, pa kaj je mojata livreja? Ovo je imao 3 čisti gizemo. Mojte, no nema mjesta gdje ste negovite. Pa točno? Ke mu gi vratam, ke mi gi vratim moj. Molim, doktore, pobrzajte. Ama što mislite vi дека јас сум дојден овде да прегледувам болни, што ли? Доктore, od fufka. Ма каква фуфка? Od strah. Од страх? Стрес? Да. Па каде е пациентката? Лежи тамо. Лежи тамо? Да. Млада ли е? Па сега, gospodine. Чудна ли е? Па сега, gospodine. Ќе мора да ја се облечеме гола? О. Да. Ќе зелеме до шише сифони, ке испрскаме. Доктore, Македонски си отиде. Господе Боже, како блокал. Ако вака ги пречекуваат клиентите, човек не треба да доаѓа повеќе пати. Па добро, кај не е цилиндарот, полтот. Бастумот никаде ги немало. Сега ти лео. Прво по такси и право дома. Не го портира. А да, Бош. Ти ме молам прво по такси, Бош. Жена ми е. Ама, пријатели, нели се договоривме, нели рековте дека... Сме се договорили. Што барате на ова неморално место? Ама не ни тоа! Пусте ли не свършите кара? Македонски. Ницата. Господине македонски. Пак ти пияничиш. Немој. Ајде веднаш во твојата дупка. Ајде, веднаш во твојата дупка. Јас само ќе ти покажам како се почини рото. Шитко ми тати како го... Како падета даде. Чекај. Вау!
И каде терала пута кела парио. Само ако убијам, усмртам до даскос. Кучна своја. Пуне ли Бого. Ама каде ли соба на сеньор Сандевис? Са нема никој мојата. Љубре, мисерабле, вагабундо. Љубре! Billy, wait a minute, Billy, I do something. Дадам јас тебе, бейби. Господине Шандевис, требалам сокрите ме мажот кој го видов со своји очи. Ке не убие двајцата. Карамба, Еме го, да бегаме каде? Љубре, што сака ти? Сакам ја најдам сена ме убијам усмртам. Нема потреба криете љубре. Сега, 130 ти тебе не убијам љубре. Ако тресе соди бандов си лечиш. Љубре, мисерабле. Ежени! Вагабунд. Ежени! Да? Апче! Имам апче, господине, кого барате, господине? Ке? Кого барате, господине? Сеньор Сандевис и дама Стосонев. Aquí está. Gracias, señor. Отворите, сакам ме убијам. Отвориш ли? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Љубре, каде се не ми ја убијам ноти? Si la encuentro la mataré como igualmente a cogeré la meta. Ама бе, тебе ништо не те разбира, И јас тебе ништо не разбираш, никој не прасаш мене. Да, кој треба да те... Само ако најдам. Јас ќе убијам на 20, исто како продупшам ова серијата. Тиете двајца? Не плюка. Не плюка? Не работа. Ој, Сега мириш. ај. Не плюка. Дека си пристигнала, миличка. Што правеше прегеска во хотелот нежното маченце? Во што, миле? Во хотелот нежното маченце, мила. Што е тоа, миле? Како што е тоа, никаквице, тамо те фатив пред помалку од половина час. Мене. Тебе. Мене ти си ме фатил. Тебе, Антуанета, тебе. Ама што ти е, не сум се мрднала одавде чистев. Што велиш? Чистев! Никаквице, се разбира пред готов дека ќе проведеш добра причина. Но да ми одговориш дека не си била во хотелот, тоа не. Ама што ти е тебе, Тиен? Јас не можам да ти го кажам она што не било. Јас те видов. Со мои собствени очи те видов. Па што? Што докажува тоа? Си ме видел или не си ме видел, јас не сум била. Скот лаже како белосветска жена. Од кога те фатив таму до полуслечена во рацете на еден американец? Јас сум американец. Сум американец, Антуанета. Тој никакви се нафрли со тупаници врз мене. За малку ќе ми ги скршеше сабите по ѓаволите. Јас сум американец, Тиен. Ти, Антуанета. Па како би се решила, мили, јас не знам англиски. Не знам англиски. Како да ти е потребно да знаеш јазици за да се решиш?
по известни работи. Па со пантомима поњаволите. И ти не мрдна од овде. Не, Мили. Не. Па сега ќе видиме мрдна или не мрдна. Чекай малко. Не ме интересира повеќе. Прави како што сакаш. Разбира. Никаквица не мрднала од овде. Господинот Плумар ме молам. Тоа сте вие, господине Плумар? Да, јас, Етиен, кажете ми ве молам, ево, прашање може би малку ќе ве изненади, но би сакал да знам во кое време жена ми излезе денеска. Токму така таа не излегла. Како не излегла? Како? Таа се симнала на супа кај вас. Да, знам, бидејќи господата излегла, таа се симнала да ви прави друштво. Ова ме чини 5 франка. Се разбира, господин Плумар, зошто би имал против? Да, се во ред, да, ви благодарам. Да, ви благодарам. И ви се извинувам. Епа, Мили. Мила? Остави ме, намира, остави ме. Етиен, Антонета! Да, господин. Господина, да се вратил некој, добро ставете не бе, господина. Да. Скот. Олам! Не да што ми рекол. Не беше за господинот. Се надевам. Да, за не. Добро, драга пријателки, сега кога сте си веќе дома, јас би можел. О, не, пријателе, нема да ме оставите. Знаете, маш ми, кога не виде по втор пат во нешто маченце, изгледаше како да сака да не задави, ако пак му текне нешто слично. Добре. Не изгледате многу одушевен, Турнел. Па, знаете. Па да, сите сте исти. Дрски кога преземате нешто, а потоа бегате пред одговорностите. Пардон, какви одговорности, ништо не се случи. Пардон, не е моја вина што ништо не се случи. Мојот маш има право да го замислува она што го замислува. Раймонда! Не се враќам повеќе дома. Ќе одам да живеам било каде, под мостови. Но уште еднаш да се сретнам очи во очи со мојот звер, маш никогаш, Нас не бркаше во нешто маченце. Сега се појави машти кој што ме придржа. Како? Тебе значи машмите. Да, и тој добро ме уплаши. Не знам дали беше поради големата возбуда која што му удрила в глава, но почна да говори се нешто. Ништо не разбирам. Или машмина вистина поулавел, или ни наместил се. Ништо не разбирам. Некој звони. Може би шон да бис. Шум да бис? А може би е Христанов. Ти тамба? Етиен? Антонета! Антонета? Господин, Кој е, па? Па не знам што му е прашува дали тука живее господинот Шабан Девис. О, но! Да, Каде е тој, Етиен? во пресобјето чека. Во предсобјето. Тој чекал. Па добро, Миличо, тука ли ти е местото, те молам? Каде е тоа, молам? Па тука ли во предсобјето како некој продавач? Господја, Господи, ојде влези. но јас само го чекувам господинот Шабан Девис. Ете, господјата чу господинот Шабан Девис. Да, господинот. Еј, па јас вас сум ве видел некаде, а? Па се разбира дека сте ме виделе, господине. Па вие сте оној рогатиот. Господине, Што вели, Етиен? Па велам дека го видам и господјата со која се бакнував него нежното маченце. И незиниот живо. И вие овде. Виктор Емануел. Не, Пош. Пош. Пош, ви реков? И господјата со која дувнавме поради индијанецот, господјо, се сеќавате каков стрес? Да, голем стрес, господине. Значи, вие сите си живеете овде како фамилија, а? Да, заедно, како фамилија. Па добре, што е сега, зашто молчите сите? Ништо. Ништо, а? И многу се симпатични во оваа фамилија, само се изгледа сите малку шлакнати така. Раймонда, мислам дека треба да повикаш лекар. ке сака ли господјата да му телефонирам на господин докторот? Правете како што знаете, Етиен. Еј, сиорите? Да, И господине. не заборавајте да му кажете на господина дека ја Да, дека вие го чекате сега. Зошто се прави утре? Не, може да не се преправа.
Затоа што ливрејата ми беше оставена господинот Фек. Do. Ajde, dragi. Каде? Ajde, Miličok, ako si bolen, treba da mi kažeš, ke te negувам. Ако пак само се преправаш, ти кажувам дека тоа не е баш многу умно. Па не е Повери умно, се. не е умно. Ти објаснивме како А плюс Б, дека меѓу мене и господин Турнел немало ама баш ништо. Ништо, а? Најпосле господин Хуменидис е тука да ти го потврди тоа. Кажи ли си една? Да, апсолутно. Најпосле Еви Турнел е тука за да ти го објасни сето тоа. Апсолутно. Сакаш верувај, сакаш не, држи се барем како што налага ситуацијата и престани да изигруваш и да правиш будала од себе. Кој јас була? Да. Го прифаќаш невозможното. Ме прегрнуваш, ме бакнуваш. А по 10 минути му рипаш на вратот на господин Турнел. На што личи тоа? Ја. Што јас 10 минути ви рипам на врата. На што личи тоа? Ми веруваш или не ми веруваш? Паде. Ви верувам, господја. Ба зашто не ми кажете дека верувам? Ајде тогаш бакни ми да се сврши сето. Ајде. Па јас свикнав да ве заменувам, господја. Ти си пиел. Кој јас? Да, смрдиш на алкохол. Јас и алкохол. Да, ти. Вие дојдите, мола ви. Виж, алкохол. И вие не поднесувате. Ама, пријателе, како не се сеќавате она писмо заедно, а јама си пие. И што е да си денес? Простите, господине докторе, ме молам. Пријателе, имам време, можете да ми кажете што е тоа што се случува со вас? Господине, кажете, во оваа куќа, не се ли така сите малку шлакнати, а? Да, сите дојде, како не, да. Шлакнати, велам. Што е, зашто не држите рака да ве? Ајде, смирете се, тоа е од пријателство, многу се Ма сакаме. немојте ме скокот. Бидете мирен. Ајде, тие смејте се и вие. Не ми е до смење, Ма господине. смејте се кога велам. Посилно. Добро е да бидеме сега малку сериозни, ајде. Па да бидеме малку сериозни, Да, седнете ваму, ќе ви биде поудобно, пријателе мој, така, го полека. Одлично. Да. Се надевам дека вие мене на извесен начин некако ме познавате. Не ве познавам. Не ве познавам. Добро во ред, тогаш да се запознаеме. Јас сум, значи, Чичко докторот. Оној, значи, што лекува болни. Па препишува чајчиња, апчиња. Добро, вие сте доктор, јас не сум болен, ма што му е ново? Добро, во ред. Може би не сте болен, но најверојатно сте изморен. Да, и... Господе, изморен. Сум станал во 5, Да. сум го рибал целиот паркет. Добро. Сум носил дрва. Во ред се, ето. Како да не бидам изморен? Точно така. Како? Потполно сте во право, пријателе мој, а сега се облечете го ова палто, за да облечете вашата собна наметка, за да можете да се одморите. Што, ќе ми ја донесете мојата ливра? Да, вашата ливреја. Да, нека биде ва. Веднаш. Погledajte тие. Значи ќе го се облечете вашето ова палто. Ќе облечете таа ваша, да речеме, ливреја, ќе одите во соседната соба, Да. убаво ќе легнете и уште поубаво ќе си нанкате. Не ми се нанка. Сепак се облечете го палтото, пријателе мој, и бидете малку така поприбран, држете се. Вашата ливреја, господине, поверете. Побрзете тие. Пардон, господине. Поверете. Добре, кај е таа проклета дупка? Дозволете, господине, јас да побарам дупката. Биете. Ајде, пие. Добре.
И браво, браво. Вие сте биле специалист за дупки, браво. Кажете ми сега, пријателе, дали се чувствувате попријатно? Може се каже дека личам на кочиешот на лорд Мерот. Да. Знаете што? Пред малку таму дојде едно пиленце и ми кажа дека сте многу жеден. Па многу и тропиленце. Ке нарачам да ви донесат нешто. Да. Може би на прв поглед нема да ви се стори многу вкусно, но во секој случај ќе треба да го испиете машки. Нешто жестоко? Апсолутно жестоко. Јас сум специјалист за жестоки. Да, специјалист. Седнете таму, ќе го нарачаме пијалкот е тие. Имате ли во куќата амоњак? Амоњак? Да. Имаме. Ќе му ставиме 20 капки во една чаша со вода. 20 капки, а сега однесете го нека легне. Да. Побрзо. Ајдете, господине. Пардон, господине. Молам, господине. Ке сака ли господинот да појде со мене? Па, не ке сака, господине. Добро, господине. Да, повелете. Повелете, фатете ме под рака. Повелете под рака. Вие сте биле добар човек, господин. Господинот ме фали, благодарам, господин. Да, да. Жал ми е само што ве направија рогат. Тоа воопшто не... Мене ви се молам, господине. Па добре, па нели вие самиот ми се пофаливте во нежното маченце? Јас вам во не... Да, се спомнам, да, но... Не сум повек. Не, а? Па не, да, јадела супа со настојникот, повелете. И па добро, ако јадала само супа, добро. Да, домашна супа, господине. Повелете. Господи Боже, каков кошмар, какво лудило. Господине докторе, да знаете, то ми детство ти му лепно томасет. Господине Ками. Да. Ма како тоа зборувате? Да, најнормално ти... Ма зошто така зборувате? Каде ви е непцето што ви го дадов? Ти го изгубив. Што? Ти го изгубив непце. Срам да ви е. Срам ми е. Ма многу да ви е срам. Многу ми е срам. Ма каде го изгубивте? Во летното мачете јас го барам. Па како сте го барале? Како сте го барале? Ти му е било. Каде ти те открива? Кога би те натол? Колку убаво би било. Го барам. Некаде го барам, не може да го најде. Па добро, како можевте да го загубите? Како? Тој малетко едно американте то брада кој е. Да. Нешто не му е добро на господинот Шантебис. Да, не му е. Одиме да го приготвиме пијалото. Ја господинот не би му било добро. Младиот господин што го видов во нежното маченце и вие овде. Господине, ти ќе ви објаснам, видите, слушно јата кога отидов во нетното маченце, ако отидов затоа требате на господинот да ги танква, да може... Плукни бе, плукни. Ти работите да... Зото да плукнеме? Па нема нито утата. Нито утата те работите да господинот да ги танква, на кога требате да биде лерице да роди, да отигурувајте. Кепцови сам од жет. Ми рекол ке ми донесат нешто за освежување, а после ме заборавија. Ме заборавија. Отидете од куќа. Капатите. Него, господине, јас ме пратам. Кој тоа? Кој тоа? Па кажете кој тоа? Јас ме чув дека рековте чапатите. Докторот,
Рече, ке ми донесе нешто, после ме довора. Господине, видам, че може ли да ви долетам нещо да те напиете? Ке бијам многу благодарен. Ја ви спијам многу Да го тръгнем нотата ни преди, да. Дали дойде некој да ми... Што ти е? Што се ти? Што ти е? Господине, виете двајца. Како двајца, како двајца? Па видите тука, видите и таму. Како може? Не може и тука и таму, не може. Не може? Па не може. Не може? Па не може. На театро блуд. На театро блуд. На театро блуд. Господи, и овој се мрдна. Па што има денес во воздухот некаква епидемија на лудило, што ли? Гледај, некој ми го донел столстото, шеширот. Не е доста се спасам од ова проклета ливреја. Емо ливреја, јас му ливреја. Ети мјато му луд. Господине Камил, како се однесувате? Како луд ети, Господине, ако ме бара некој не тук. Господине Камил, Сум на достанок на парламент. што се случува со господинот Камил? Ма и јас се прашувам Етијан, што може да му биде здрав? Како господинот ме препознава? Как ли Кармен, любит ли ме ти? Любит ли ме ти? Любит ли ме ти? Што правевте на Излезете сите надвор, зберете се, пријатели, па немојте, воздржете се. Седнете, одморете се малку, добро. Јас потполно ве разбирам вас. Вако е ова средство кое може да ве смири, тогаш е се во Ке ме ред. смири, Добро, во ред е. Ке ме смири. Добар знак е што почнавте да ги препознавате луѓето, тоа е многу добар знак. Тоа ме радува. Како да ги препознам луѓето? Зар некојаш сум имал обичај да не ги препознавам луѓето? Не сакав тоа да го кажам. Можам да спеснам, но секогаш сум присвест. Ба добро, во ред, само кажете ми зошто повторно го облековте тоа палто? Убаво прашање. Затоа што ми се смачи да се шеткам ова проклета ливреја. Мислите дека е пријатно се гледа човек како слуга? Во ливреја, јас во ливреја, Господе Боже. Ливреја, значи тоа му е фикс идеја. Не требаше да појдам во нежното маченце. Зар бевте таму? И па бев. Па не смеевте да појдете. Па зошто отидовте? Зошто? Каков кошмар. Газдата луд. За малку врато да се го скршам бегајќи преку покривот и како капак на се. Хоменидес, пријателе, ви велам да живеам се. Господи Боже, колку е болен. Готово, господине докторе. Готово е, Мајатијан. Ништо, пријателе, еве. Како што се договоривме пред малку, нели, ова ќе мора да го испиете на екс, нели? Машки, одеднаш, да, ќе ви помогне многу, нема да биде многу вкусно, да речеме, но вие сепак ќе морате да го... Ма каде одите, пријателе? Морате да го голтнете!
Воиствука цел. Какво подигруване? Какви са ли несмесни шеги? Чистяте се Ама, каде одите? Да си отпрах на муставата. Некој звони. Видете кој е. Каде ви сме ова? Благодарам. Povedete, gospodine. О, полковнику мој. Се надевам дека дојдовте во врска со осигурувањето. Не би си дозволил сега, ќе навратам некој предпод. Дојдов за да донесам еден предмет, кој беше најден во мојот хотел и кој му припаѓа на господин Камишен. Сребреното немце на Ками. Па добро, како знаевте дека е негово? По името и адресата што се врежани на плочката, господин. Ками, Шандебис, булевар Малзер, број 95. Многу интелигентно. Да, освен тоа, многу практично кога човек си ги се визит карти. Да, имате право. Јас ова ќе му го вратам, ќе биде многу среќен и задоволен. Ќе се видиме пак. Ако не се лажам, ова е ливрејата на Пош. И неговиот качки. Ама како дошол тој... Мојот слуга значи бил кај вас, а? Вашиот слуга? Не, зашто би доаѓал вашиот слуга кај нас? Замислете си, Пош овде. Да, Пош овде, замислете си. Каков отвратен вкус. Ево ке оде. Пош! Молам, еј! Македонски хеми не добро. Молам, да сјавите полиција. Господин, не се ги слуга, тоа е оди нека ви дадам. А добро, кто те путува тука? Ма како се однесувате, па тоа е мојот маж, господин Шандебис? Незин маж. Точно! Точно! Што точно, ваш маж ова пијаничи сте? Па да, наш незин маж. да, мој маж. Не, тоа не е можно, тоа е слика и прилика на слугата од мојот хотел Пош. Кој Пош? Да, Пош. Па да би ја така ти мислим. На ти ја кога tu него... Маш ми, ти знам! Оној со Појте се, пиштолите знае. Јас ќе ја плесам како ви велам, јас ја плесам. Кото те туркате? Јас ја плегов, ама некој не му се изнесе. Аз да виждам. Сега! Јубре, мисерабле, вагабундо, Пријателе. не веќе пријател. Што? Сега види сосма. Што ми носите подарок? Си донел пистола со секоја сигурност, знаеш. Еве две пистола, една полно, друга не. Одлично, мене повеќе ми се допаѓа овој не. Отлично. Семе с една пистола и со топот кон гради на друго. Пам. Кој добие курсом и да му ја... А оне другиот може си оди, а? Але кохјана пистола не орден. Ама чекайте, господине, јас не. Але кохјана пистола не орден. Ама јас не умеам пум. Ама семе с една пистола или сторам убиство, слушаш? Овој мисли сериозно. И ти мисли сериозно себе с пистола? Сандевис, господе! Каде Сандевис? Чека малко! И јас се мрдав. Таму во креветот спијам јас. Чекај малку, Сандевис! Чекај малку! Готово, кај сега нема спасност, моја готова. Добро, тута. Ноти! Сим фарсо! Ноти, јубре! Орангутанос! Керка, кучка, стоја роди! Јубре, мисерабле! Да, довишли, јубре! Тута ти те мене бивали. Кај ти довиш? Панос, мајмунос, мучато. Само симпансија овде! Јубре, каде криеш, мисерабле? Ова куќа не може се спие и не може. Дедер сам. Нема ми избега. Себе с пистолас или сторам убиство. Господин Дијанецот. Ој, индијанец! Ој, индијанец! Јубре! Ау,
човек се убил. Јубре! Етиен! Што се случува? Се фрли низ прозорец. Трчај по ковчег! Брзо по ковчег! Има ли некој јубре? Ми се равнема, има ли некој човек се убил? Има ли некој човек се убил, јубре, ено? Има ли некој јубре? Има... Он 20. Торо нему ништо јас губија. Јубре! Ето, не многу се извинам што ве пласам, кога утре има херургијето вещо, но сите лудите јутре. Момент. Рајмонда! Порке Рајмонда? Што сто Рајмонда? Што сто Рајмонда? Пердон. Сенјора, многу се извинам. Вие ми касете. Што? Ова писмо што ми даде вас мас. А, тоа? Си. Порке рачописот на Сенеме. Го напиша тука кај мене. Таа прави кај вас любовни писмо. Да, кај мене. Изгора на сето тоа гледате наопако, иако се тоа би требало некако да ви ја покаже целосната невиност на вашата жена. Комо? Како комо? Па не би можеле да предпоставите дека кога би имало нешто меѓу вашата жена и мојот маж, Перна карта. не би можеле да најдете меѓу моите харти ваков Доказ за нејзината невиност. Да, точно. Доказ точно. Да. Па да. Тога што? Ќе ја викнам Лисиена, нека ви објасни самата, може, не? Лисиена? Да. Мимо гер, Да. порке перна карта и ќе стај? Сите лудите јубри. Пердон. Порке... Состава с рачопис? Па, мил мој, тоа не е моја тајна. Ајде, Лисиена, дај му го клучот од ребусот, да му се отворат мозочните ципи. Ми дозволуваш? Што? Само повели. Ципи. Сипи. Ципи. Ти сипи. Значи ништо не разбравте. Комо? О, како во тело сте биле пријателе мој. Како комо? Рајмонда крија мотивот да дадена фиделитата со Марија. Комо? Како комо? Entonces, para Баш би сакал поблиску да се запознам со тој мој двојник. Па нема проблем. Постои начин, господино ќе наврати во нежното мајаченце заедно со Не, тоа додека нема Ниту да ме за види. убавите очи на непознатата од Палеро, а ја. Ти да ме постоиш таква љубава стафица. А ти, Лиличо, ајде, признај веќе, ме забина, јас. Не мора да чујам си. То нема. No te tengo tema. Los mataré a todos. Que убијам сите јубри. Кај не? Ќе га јас со свој зборови ќе ви објаснам. Ако пукне, ќе ви објаснам.